Добре, криптоентузијасти, денеска имаме многу материјал, се надам дека можеме да го направиме што може побрзо, но за жал едноставно не може да поминеме пребрзо преку материјалот, затоа што има доста информации кои сакам да ги споделам со вас. Поентата на материјалот, како што знаете и сами, кога малку е подол, е поради тоа што има што да се каже. Значи гледате дека јас не правам реклами, не објаснувам работи кои што не се битни, туку се држам стрикно на главното, но за жал едноставно некогаш треба многу работи да бидат објаснети со цел се да биде јасно. Значи во текот на видеото исто така ќе осврнам на прашањето од претходното видео кои што беа поставени од Globe Glide и од Kiko Games, Кристијан, така да ќе се осврнам кога ќе биде време за истите, затоа што станува збор за debt ceiling, имаме одредени некои новости кои сакам да исполнам со вас, но тоа кога ќе дојдеме до тој дел. Денеска ќе се задржиме првенствено на дедоларизацијата, затоа што имаме некои нови случувања и се повеќе и повеќе планот на БРИКС го остварува своето лице, нешто за кое што јас навистина сакам да зборувам, затоа што тоа е едно од случувањата на глобално ниво кое што може да доведе до комплетно диферентна слика, комплетно различна слика на светот во текот на наредните години. Затоа што едноставно ние сме навикнати во целиот наш живот на глобалната доминација на доларот, наеднаш доаѓаме во ситуација кога конечно разговараме за потенцијално, значи буквално не само што е детронизирање, значи едноставно се симиње од неговиот трон, туку имаме и целосно опција која што е спремна да го префати едноставно оној дел кој што заостанува со глобалната резерва, која што се наоѓа моментално во БРИКС. Имаме многу различни работи кои што моментално се случуваат во исто време, така да ова лето ќе има добро, значи како да кажам, големи последици за светската економија. И на некој начин верувам дека доколку не ви информирам за ова, едноставно ќе имате загуба од тоа што не ги поседувате овие информации. Затоа и треба да ги поминеме. Потоа ќе поразговараме малку повеќе уште еднаш за debt ceiling-от, во однос на тоа што се новитетите, затоа што имаме само уште 11 часа, 11 дена до достигнување на овој debt ceiling, односно до моментот кога Америка нема да има доволно пари да ги плати своите обврски. Со тоа што уште малку ќе се навратиме на прашањето и на некои потенцијални ситуации кои што може да настанат од оваа ситуација, значи од ваквиот потенцијално случување. Исто така ќе поразговараме уште малку за Федералната резерва и моменталната банкарска ситуација. Потоа нормално DXY, SPY, NASDAQ, како и традиционална анализа на биткоин и уште некои индикатори кои што се дополнителни и може да ни покажат за генералната слика на криптосекторот. Генерално не се наоѓаме воопште во лош момент, само се наоѓаме во доста нестабилен момент. Значи мораме да забележиме дека моментално целиот криптопазар се наоѓа пред вратите на случувања кои што досега не се случиле во светот, барем не во нашите животи. Значи оваа слика не случајно е ставена овдека. На оваа слика овие двајца лидери на светот моментално, едниот на другиот му кажува дека ќе направат, значи ова е буквалната реченица која што му кажува Путин на Ши Џинпинг, дека ќе направат нешто што не е направено во историјата во последните 100 години практично. Односно станува збор за оној Бретон Вудс агримент кој што е направен, со кој што доларот се става како резервна валута. Нивната идеја е уствари да направат друга валута која што очигледно ќе биде поддржана од страна на злато со цел да го замена доларот на светската сцена. А со тоа имате практично паѓање на целата оваа западна LGBT заедница. Ќе поразговарам малку повеќе околу тоа. Нормално е сега. Првенствено од каде доаѓаат сите овие работи. Че мораме да забележиме уште еднаш дека се повеќе и повеќе се ближи самитот на БРИКС во 2023 година во август во Јужна Африка, каде што веќе е најавено, значи не е ова спекулација, веќе е најавено дека основните членки на БРИКС ќе седнат да ќе разговараат за потенцијална нова валута. Значи не станува збор за разговарање што би правиле понатаму, туку станува збор за разговарање од типот како да се договориме да се замени доларот во меѓусебната трговија на сите членки на БРИКС и сите потенцијални идни членки кои што веќе се кандидати, како и држави кои што соработуваат со БРИКС, како што се на пример Турција, која што за жал е НАТО и слично. Како и да е. Значи, тоа е најглавниот дел кој што мораме да се фокусираме да видиме како сето тоа ќе заврши, затоа што ваквата потенцијална нова валута може да предизвика големи промени во целосната економија во светот. Сега, дали имаме позитива од сето ова како криптозедници или не? Да, имаме. Затоа што уште еднаш ќе напоменам, ние имаме посебно видео кое што ќе оставам во предлог на овој видео на крајот, каде што разговараме директно и највеќе за оваа глобална валута која што треба да биде практично
своевидно стейбл валута која што е поддржана со злато. Но во меѓувреме, зошто уште еднаш го кажувам ова? Затоа што потенцијална борба помеѓу доларот и што и да е онаа следна валута која што треба да биде, како да речам, заедничка валута на БРИКС, заедницата со цел замена на доларот, ќе се оствари на тој начин што позитивната страна во криптото е тоа што мора негде да побегнете. Односно, вие не знаете кој ќе биде победник од овие два блока, како што било ситуацијата во ладната војна. Затоа што не знаете кој е победник во овие два блока, оние кои што најголема корист извадиле, тие кои што работеле со двата блока или кои што не работеле со ниеден од нив, така? Значи, зошто го велам ова? Во времето кога и едната и другата страна биле сосема затегнати, како нели ладната војна, значи, знаете и сами дека Југославија имала многу добра позиција на така речено мост помеѓу едната и другата страна, каде што користила бенефити од едната и од другата страна, но ниту во еден момент не се приклучила на едната или другата страна. Не викам дека биткоин ќе биде Југославија во оваа ситуација, но се наоѓаме во таков момент каде што златото и биткоин се така речено неутрални играчи кои што ќе имаат доста голем бенефит од ваквата војна, затоа што би било наједноставно да ги префрлите вашите пари во биткоин или злато и да чекате кој ќе победи, едноставно да почнете да работите со него. Така да логично би било да го користите биткоин како хедж против ваквата, да речем, потенцијална ситуација во која што нема да знаете кој ќе биде победник, да бидеме реални. Сега, имаме некои развојни ситуации. Сега, на пример, се повеќе и повеќе стануваат јасни страните на едната и на другата во оваа ситуација целина, односно заедница, кои што ќе се борат за доминација. Значи, моментално, има G7 самит, кој што моментално се одржува во Јапонија, каде што, нели, овие LGBT, се извинувам, НАТО заедницата се собира со цел, нели, не знам, седат да си ги мерат, не знам што прават, како и да е. Во исто време, Кина ги повикува 10 членки на АСЕАН. Значи, тоа е посебна економска заедница која што ги внесува овие, туку овие, само да ги најдам точно кај беа. Извинете, многу малку. Да. Значи, ова е посебна заедница која што заедно со Кина представува економска заедница која што се работува помеѓу себе. Значи, тоа се Индонезија, Сингапур, Малезија, Филипините, Камбоџа, Тајланд, Лаос, Виетнам и Мјанмар. Тоа се уствари, така речено, онаа океанија заедно со полуостровот на Виетнам и Лаос. Сега, зошто се овие битни? Во исто време додека се случува, значи, нели, G7 мерењето на како и да е, моментално се договараат, значи имаме два самита. Едниот е овој на АСЕАН, кој што моментално, значи веќе се договориле овие 10 држави да прибегнат кон одбегнување на доларот во помеѓусебна трговија. А вие ако со Кина обегнете користење на долар, автоматски вас не ви треба долар. Се разбираме? Значи може ќе ви треба некоја мала количина на долар која што треба да држите за, не знам, размена со Австралија и со Америка. Но овие држави, овие АСЕАН држави кои што моментално ги покажавме, повеќето главниот партнер на трговија нормално дека им е Кина, затоа што е најблиску до нив, така. Од друга страна има стратешки партнер со оглед на фактот дека поголемиот овие, да речем посебно овие на полуостровот, се директно, значи, на границата на Кина, така да немаат избор освен да ја почитуваат во најмала рака, така. Значи ваквиот договор во кој што овие 10 држави прибегнуваат кон прекинување на користење на долар во помеѓусебна трговија и нормално во случајов, нели, со Кина, значи се дополнително на веќе оние кои што, нели, Русија, Кина, Бразил, кои што веќе ги спомнавме, кои што престанаа да користат долари, така. Сега продолжуваме понатаму. Моментално, точно на денот кога имаме G7 самит во Јапонија, кај што кажаме се собира LGBT заедницата, значи се собира и моментално Кина ги повикува сите централни азиски држави кои што знаеме дека се под директно влијание на Кина и Русија, значи тука нема прашање, тоа е значи веќе одговорено одамна, а тоа е уствари овие држави кај што се Казахстан, сите станови со исклучок на Авганистан, нели? Знаете и сами зошто. Значи Туркменистан, Узбекистан, Киргистан, Таџикистан и Казахстан, кои што се бивши советски републики, кои што во оваа ситуација се нормално поканети на гости во Кина, каде што Ши Џинпин се обидува практично да ги усклади сите овие ситуации пред да дојде БРИКС самитот. Знаете и сами дека поголемиот дел од овие земји се и директни кандидати за потенцијално членство во БРИКС, дури и да не се соработуваат со БРИКС, затоа што, пак ќе кажам, значи овие земји знаете и сами дека директни, кои се најголемите соседи? Русија, Кина. Значи немате вие тука
дали сакате или не. Значи ова се стратешки ситуации во кои што директно се поврзани со ваквите две големи земји и нормално дека ќе ја почитуваат практично оваа меѓусебна нели досегашна соработа. Сега, како сето ова, значи се скопува во целата оваа ситуација, значи мораме да разгледаме што моментално се случува и кои се овие членки кои што се ненати на другата страна. Значи западните сакате или не може да не ги знаете, затоа што ви се става постојано у фаца, нормално, но не ви се кажуваат овие други. Значи вие мислите дека се тие некои само 5 таму, не знам. Дури тие 5, Кина, Русија и Индија заедно се 1/3 од светот. Но нели, како и да е, тие некои 5 таму неразвиени џунгла, така. Ева сега да разгледаме моментално која е ова големина моментално на БРИКС и дали навистина има првенствено популација и територија за ова да го изведе. Затоа што ако сте слушале вести, нормално вас ви се пласира информација стандардно дека нема теоретски шанси, они може да се замислуваат, тоа и да се случи ќе треба не знам колку години, еве да видиме дали треба. Значи они веќе се одрекоа од доларите како резервна валута. Сега каде е проблемот? Сите овие долари кои што се одречени, така речени, веќе не ги користите, ги враќате назад. На некој начин таквите долари кои што се враќаат назад во Америка, кога ќе бидат премногу, погодете што ќе се случи. Значи се повеќе се враќаат назад во Америка, што значи дека колку повеќе долари се враќаат во Америка, толку поголема хиперинфлација практично имат. Добро, можеби не хиперинфлација, но сепак имате инфлација затоа што се повеќе и повеќе имате назад долари кои што не се во користење. Значи ако сте погледнале моментално, има доста податоци за тоа, многу повеќе долари има надвор од Америка отколку во Америка. Еве, чисто да се уверите дека не е ова не е само нешто што го кажувам, значи отприлика 60% од вкупната количина на долари се наоѓаат надвор од Америка затоа што се потребни за оваа светска меѓусебна трговија. Што значи дека постепено овие долари се враќаат назад. Затоа што ако вас не ви се потребни, нормално ги враќате таму кај што сте ги купиле. Ако ви се потребни други валути, нормално дека нема логика да чувате долар кога поголемиот дел од вашата посебно трговија помеѓу оние кои што ви се најблиски не ја правите во долари. Што значи дека се помалку и помалку од резервите на долари ќе ви се потребни во буџетот и на тој начин сите овие долари се враќаат назад. Сега тоа е првата работа. Втората работа. Колку е голема ова, да речем, сфера на моментално влијание која што ќе го предизвика ова како промена. Значи моментално оние кои што се членки на БРИКС, знаеме и сами, се во оваа ситуација Бразил, Кина, Индија, Русија и Јужна Африка. Тоа се основните 5, така? Сега, оние кои што се моментално, значи да не забораваме дека моментално имаме и нова членка, тоа е Египет. Египет е веќе членка официјално на БРИКС. Дополнително сега веќе имате големи држави кои што се обидуваат моментално, значи активно да се приклучат, каде што ги имаме Иран, каде што ги имаме Саудиска Арабија, каде што ги имаме Алжир, овдека исто така е во оваа ситуација Аргентина. Тоа се големи економии кои што се спремни да се приклучат исто така и Индонезија. Значи во оваа ситуација уште на следниот самит ќе се разговара за ова приклучување. Што значи дека уште на следниот самит може овие да се одобрат. Замислете наеднаш колку големи економии влегуваат само во оваа ситуација. Прво, замислете Иран и Саудиска Арабија која што ги смири Кина, значи тоа е исто така дел од оваа ситуација очигледно. Не за џабе Кина ги седна Саудиска Арабија и Иран за да ги смири, за да нема тензија помеѓу нив. Значи мирен близок исток е многу голем проблем. Прво за Израел, Господ нека име напомош кога ќе се смири нели Блискиот исток, тоа сакам да го видам. А второ, самата Мурика и извинете, LGBT цело време. НАТО заедницата, така. Значи, овие ќе имаат голем проблем кога Блискиот исток ќе се смири. Како и да е. Тоа е добро за БРИКС, затоа што кој го направи ова смирување? Знаете сами, Кина, така. Нормално и Русија, со оглед на фактот дека Русија е стратешки партнер директно на Иран. Во оваа ситуација, значи Иран и Саудиска Арабија, доколку директно влезат во БРИКС, значи иако е економска заедница, повторно се под заштита на оваа економска заедница која што моментално функционира заедно. Алжир е огромна економија, Аргентина е огромна економија. Дополнително, Казахстан исто така сака да влезе во оваа ситуација. Индонезија, огромна земја, огромен број на луѓе, можеби не толку голема економија. Но и не заборавете уште поголема работа. И Мексико е заинтересирана за влезе во БРИКС, нормално Америка на тоа вери нема шанси. Но Украина може да влезе во НАТО, ама Мексико не смее да влезе во БРИКС. Таа е таа дволичност што постојано ја гледаме кај LGBT, се извинувам, НАТО заедницата. Сега, на крајот во целата оваа ситуација, гледате има и некои и африкански држави и слично. Ова се само основните членки кои што моментално ги гледаме како дел од нели
оние кои што директно ќе применат оваа политика, каде што веќе започнаа. Значи Русија, Кина и Бразил веќе не тргуваат во долари, крај. Сега, кои се следните? Следните се овие ASEAN, како и да се рекува ASEAN група, која што исто така знаете и сами дека Лаос и Виетнам имаат голем проблем со Америка и со претходните нивни. Значи сите овие држави кои што ги гледат овдека се претходни колонии на LGBT, се извинувам, НАТО заедницата, така. Значи ова се бивши колонии, не веруваат веќе на господари. Нормално е дека ќе се приклучат на земји кои што немале своји колонии, како што се во случајот во Кина, Русија и Бразил кои што самите биле колонии. Значи нормално е дека време е да се сврти работава и колониите да го превземат светот, се разбираме? Сега, дополнително на сето ова да не забораваме дека и овие централни земји од кои што Туркменистан и Казахстан се потенцијални кои што сакаат да влезат во нели оваа БРИКС заедница, останатите немаат друг избор освен да го следат тоа, да бидеме реални. Како вие нема видите дел кога овде ќе имате безгранична економска зона слична на Европска унија која што верувам дека ќе се развие многу брзо. Сега, погледнувате ли значи колку голема е оваа сфера моментално значи само оние кои што се членки, кои што се дел од овие меѓусебни нормално економски заедници и дополнително се крзли на сите овие претходни колонизатори. Сега, дополнително да не забораваме дека не можеме само да ги гледаме оние кои што се членки и потенцијални членки. Мораме да ги гледаме и оние кои што должат. Зошто го велам ова? Затоа што Африка во глобала по големиот дел од државата должи огромен број на пари. Ова е само до 2019 година. Значи во однос на колку е потемна нијансата, толку повеќе пари должат на Кина. Ова е директен долг на Кина, се разбираме. Значи гледайте, скоро и да нема држави кои што не се во огромен долг кон Кина, овие што се темно плави, тоа се со огромен долг кон Кина моментално. Значи да бидеме реални, на крајот од денот никој не дава пари за џаба. Значи ова е за развој, да, но крајот од денот, да бидеме сега, нели, нормално е тоа. На крајот од денот кога ќе дојде Кина и ќе каже сега, нели, ќе работиме заедно и ќе работиме на дестабилизација на доларот, кого ќе го слушате? Америка или ќе ја слушате Кина? Од друга страна, Америка бомбардира у Африка, Кина гради, има голема разлика. Значи поради оваа причина ја можам одма да ви кажам дека целиот европски континент е на страната на БРИКС. Одма, подитно можам да ви го кажам тоа. Затоа што кој нема да биде? Арапските држави, кои што се бивши колонии на Франција, што не можат уште да се оттарасаат од француското банкарско робство. Кои други? Огромни земји кои што биле користени како колонија за мајмуни од страна на Европска унија. Значи нормално дека на крајот од денот овие земји ќе се свртат против колонизаторите. А како ќе се свртат ако не со поддршка на оние кои што во ситуацијава нормално им нуди да им изгради, така? И сега нормално чија страна ќе ја завземат кога ќе дојде тој момент. Значи цела Африка може да ја броите оваа ситуација. И да не забораваме дека не само Африка, туку има многу други земји кои што се директни, значи должници на Кина. И тоа не зборувам должници некоја ситна сума, туку должници гледате. Ова е процент од бруто домашниот производ кој што го должат на Кина моментално. Значи скоро сите нејзини соседи, со исклучок на Русија очигледно, и цела Јужна Америка. А Јужна Америка знаете и сами колку многу го сака НАТО и нели нивните LGBT плави знамења. Значи да бидеме реални. Во оваа ситуација гледате дека поголемиот дел од светот, не овие цивилизирани, зборувам реалниот дел од светот, тие напатените, сите се против целата оваа ситуација на долар, на НАТО, на ваква репресија, можам да бомбардирам и убивам кого сакам, никој друг не смее да го прави тоа. Така да, зошто го кажувам се тоа? Значи реално да погледнеме мапата, не да гледаме мапата како што ни ја покажуваат на Сител и не знам, појма немам што гледате моментално дома. Значи вака е реалната мапа. Ова е реалната мапа каде што имате прво директен долг, што значи дека имате директно влијание на Кина, каде што од Кина може да ви рече, знаеш што, ја ти дадов, ама сега нели, мораме да биде со заедно нели во оваа ситуација взаемен глас, така. Следна работа. Имате огромна мапа на членки и следни членки на БРИКС. Гледате каде се тоа ова оди. Сега следен пат кога ќе ви кажат на вестите дека нема шанси тоа они да се одлучат, Господ знае колку време ќе им треба. Добро, ќе видиме. Значи се ја не можам да ви е сигурен, никој не може да ви е сигурен. Но погледнете мапата и размислувајте во оваа ситуација неутрално. Значи исто и јас, иако сум доста приврзан кон оваа страна, да бидеме реални. Ако мене ме прашувате, се надевам дека БРИКС ќе победи. Ја би сакал да живеам во мултиполарен свет, не во НАТО свет. Но како и да е, останува да видиме дали тоа ќе се реализира. Но гледано од аспект на крипто собственик во оваа ситуација, не ми одговара затоа што ваквата борба помеѓу нив само позитивно ќе се одрази на крипто.
во меѓувреме крипто се остава да расте поради тоа што они се фокусирани премногу на меѓусебната финансиска пресметка. Така да мене ако ме прашувате, тоа е многу позитивна работа за нас како крипто ходлери, да речем. Сега, тоа е во ситуацијата во однос на тоа што се случува со дедоларизација. Го кажувам ова затоа што сме скоро крај на мај, август не е толку далеку, а гледаме дека се повеќе и повеќе вакви вести испаѓаат во која што имате 10 земји кои што одлучиле да направат дамп на доларот заради тоа што се практично директни соработнички со Кина и со Русија во оваа ситуација. Имате уште еден куп кои што очигледно ќе следат во овој план. Така, затоа уште еднаш ќе напоменам, отворете ги очите и гледајте какви промени реално има во светот, не само тоа што ја кажуваат моментално на вести. Сега, во однос на прашањата кои што имаме поставени, ќе ги прочитам сите еден по еден и ќе ви кажам затоа што пак едноставно економијата е премногу голема наука, не може се да се одговори толку лесно и толку брзо, затоа гледате дека имаме некои мали пропусти кои што ќе одговори моментално. Значи, моментално, за овој интерес тука се однесува на тоа колку Америка треба да плати на тие што држат државни обврзници или да. Значи вака, ако се сеќавате ви покажав чарт во кој што покажавме колку моментално, само да го најдам. Значи, оприлика, ако се сеќавате го објаснивме делот каде што практично имаме голем дел, значи од ова што моментално 31,3 трилиони, значи дел од ова е држен интерговерментал, односно се мисли дека самата држава го држи овој долг, а тоа е нормално Федералната резерва. Каде што и Федералната резерва и практично домашните институции од типот на, не знам, резервни банки и слично, држат затоа што купуваат ваков тип на securities, односно bonds, кои што се директно гарантирани од самата држава. Додека имате долг кој што е држан од страна на јавноста, со тоа што јавност значи било кое физичко правно лице, како и странска држава која што моментално држи ваков долг. Значи тоа се оние луѓе кои што моментално го држат. Значи тоа е вака сега. На тие уствари Америка им плаќа. Тоа е документ, се разбираме. Значи тоа е документ во кој што вие практично пример сте купиле 1 милион државни обврзници, кои што кога ќе достаса, да речеме поминале 5 години, вие сте купиле обврзница на 5 години, наместо 1 милион вас треба да ви вратат 1 милион и не знам, 30.000, така. Затоа што на пример 3%, така нешто опрлика, да речем, во ситуација. Што значи дека без разлика кој го држи, дали е тоа Кина, дали е тоа Трајче, дали е тоа Джон, значи дали е тоа, не знам, British Petroleum, не е битно. Битно е дека тој што држи оваа карти од вредност има право да ги земе овие пари заедно со интересот, односно со каматата. Значи тоа се овие оттаму потекнува ова. Сега, што значи тоа да бидат држани во Кина, од Кина? Например, дали ако Америка банкротира и не може да исплати, дали Кина ќе биде во загуба? Да. Значи, сега, го земав ова како, нели, за да ви покажам како изгледа. Значи, ова ви е по година. Значи, гледано од практично 2003, 2013, 2023, како моментално државите купувале долг директно од Америка. Зошто? Затоа што Америка, ако се сеќавате ви го покажав тоа, е моментално сметана за еден од најдобрите инвестиции во светот, затоа што на тој начин вие фактички сте сигурни дека оној процент кој што треба да ви го даде, ќе ви го даде. Се разбираме? Значи, се сеќавате кога разговараме за кредит рейтинг. Па кредит рейтингот во претходното видео, значи Америка е еден од највисоките кредит рейтинзи во светот, односно најреална шанса дека ќе добиете инвестицијата заедно со каматата која што практично треба да добиете за тоа што сте позајмени. Сега, оно што исто така треба да го забележите во оваа ситуација, да, ако Америка не може да плати, автоматски Америка не може да ви плати. Што значи дека ако вие сте купиле обврзница од 1 милион, тоа значи дека вие не само што нема да ги земете тие 30.000, ни 1 милион нема да земете назад, се разбираме. Затоа што Америка нема да ви плати, тоа е поентата на дефолт. Но, значи, како и сите други држави, да прогласи дефолт, нормално ќе се исприта, ќе се најде опција, не е тоа проблем, никој нема да остави Америка туку така да пропадне. Поентата е што вие практично веќе сте го упропастиле вашето, значи, вашата сигурност, односно репутација дека сте еден од најдобрите кредитни опции во светот. Така да, тоа е проблемот со кој што ќе се соочи во оваа ситуација Америка. Не толку многу, значи, долг вака или така ќе биде вратен, да бидеме реални, државите помеѓу себе не толку така забораваат долг. Сега, тоа само ние на бугарите им го заборавивме долго, че треба да го платат за Втора светска војна, иначе другите држави не забораваат. Сега, битна ситуација од целото ова што треба да забележиме исто така е дека гледаме дека се повеќе, посебно е Кина, го намалува количеството на долари кои што го држи. Тоа е многу битна работа. Зошто? Затоа што тоа е тоа оттарасување на долари.
Значи не само долари, туку и самите securities кои што едноставно значат дека американската држава и понатаму има многу големо влијание, затоа што луѓето очекуваат од неа да функционира, очекуваат истата да им плати затоа што позајмиле. Така, значи Кина ги преполовила, со тоа што јас имам дури некој сознание дека истата е моментално на 250 билиона, не на 800. Значи дека не само што ги преполовила, туку драстично ги намалија сите држави на security кои што моментално ги има, дури негде околу 800.000 се моментално 250 билиона се останати само вредност на бондови, односно на државни обврзници кои што ги има од Америка, но нели тоа е друга работа. Битно е дека моментално гледаме дека постепено светот почнува да ги намалува овие количини, освен нормално оние кои што се газолиџаџи, кои што се дел од НАТО. Јапонија, ама очигледно. Како и да е, можеме да го најдеме тоа, со не е моментално тема на разговор. Битно е дека, нели, овие се државите кои што на пример ќе загубат во случај Америка да не може да плати, затоа што тоа значи дека на моментот кога треба Америка да плати, она нема доволно пари вас да ви врати, се разбираме. Така да вие сте во загуба додека Америка не најде да ви плати. Но тоа не е проблемот. Проблемот е што веќе го изгубила оној престиж кој што го има на, нели, дека постојано си ги плаќа своите сметки. Дали со зголемувањето на самиот debt ceiling се зголемува инфлацијата? Мислам, дали има поврзаност? Да, има поврзаност. Зошто? Значи, debt ceiling моментално е моментот каде што Америка ќе може да позајмува над ова количество 31,3 трилиони. Се разбираме? Што значи, ако треба да позајмува, она треба и да ги испринта овие пари, се разбираме? За да може да испринта пари, она мора да направи обврзници, значи државни обврзници во превод. Сега да речеме, она бара уште не знам 20 тоест 2 не знам колку беше, 2 трилиона, 2, нешто трилиона бара да може да се заложи плюс. Тоа значи дека она ќе може плюс после овие 31,3 трилиони да произведе нови обврзници кои што потоа или ќе ги продаде на Федералната резерва, која што ќе исприта, или ќе ги продаде на некои од другиве, да речам, физички и правни лица кои што поседуваат долари. Значи, дали тоа ќе биде ново испринтани долари, ако тоа, нели, обврзниците се продадат на Федералната резерва, која што ќе произведе нови пари, или пак тоа ќе бидат обврзници кои што ќе бидат продадени, не знам, повторно, да речеме на Кина, Бангладеш, не знам на кого, тоа значи дека они ќе дадат дел од своите долари назад и на тој начин практично Америка ќе има уште повеќе долари на располагање. Но дел од тоа секогаш се продава на Федералната резерва. Така да пак можеби не директно, но сигурно ќе има дел од тоа во зголемување на практично принтањето на пари. Значи, пак, зависи како ќе се постави, но најголем дел од ситуациите, дел од тоа секогаш стигнува и до Федералната резерва. Затоа Федералната резерва има баланс шит. Тоа се уствари државни обврзници кои што ги купила од сопствената држава со цел да може да испринта нови пари. На тој начин практично стои некој баланс во кој што, значи понатаму кога ќе почне да ги продава овие, државата треба да ги врати назад парите, се разбираме. Што значи дека на тој начин државата сама на себе си позајмува со принтање на нови пари. Верувам дека сум малку појасен сега. Дополнително истото може да биде направено и од страна на физички, правни и државни, нели, да речем оваа ситуација, играчи надвор или внатре во Америка на страна од Федералната резерва со постоечки долари. Дали со зголемувањето на самиот debt ceiling се зголемува инфлацијата, мислам дали има поврзаност. Значи, debt ceiling доколку се зголемува со продавање на обврзници на Федералната резерва. Федералната резерва мора да исприта нови пари, затоа што Федералната резерва што ќе ви даде? Она најчесто има хартија од вредност. Сега, доколку државата одлучи дека дел, нормално сигурно ќе одлучи дека дел од овие ново направени обврзници, односно задолжување, тоа е практично како што кажеме договор помеѓу американската влада и Федералната резерва, каде што американската влада дава договор, односно оваа државна обврзница, дека за една година, например, овие милион ќе бидат вратени како 1,30 така. А Федералната резерва произведува нови 1 милион кои што ги дава на државата на користење и нормално, значи Америка треба после една година на Федералната резерва да ја врати 1,003 како ќе биде 1 милион и 30 000. Сега, доколку се ново произведени пари, Федералната резерва ги испринта автоматски, се повеќе и повеќе зголемува инфлацијата. Но затоа очигледно дека Америка ќе пробува ова да го направи со продавање на своите обврзници на физички правни лица и други држави. Но ќе видиме колку интерес ќе има за тоа, со оглед на фактот дека очигледно имаме дедоларизација. Овдека е едно од главните проблеми кои што ќе настане и мораме да видиме како тоа ќе се одрази. Дали зголемување на debt ceiling има поврзано со money supply? Да, како што кажавме, истата ситуација, че ова е истиот механизам.
но само во ситуација кога Америка директно позајмува од својата федерална резерва, кога позајмува други играчи надвор од Америка и од соседните крајни и компании, тогаш користи долари кои што се веќе во циркулација, но некој друг ги поседува. Само ги враќа на државата. Обратно, кога позајмува федералната резерва, значи тоа е тој циклус, тоа е тој механизам. Дава обврзница, федералната резерва произведува нови пари, го дига моментално money supply-от, со тоа дига инфлацијата. Затоа што колку повеќе пари имаме во оптек, толку поголема инфлација. Значи мислам дека сега појасно се работите. Во секој случај, значи слободно одговорете мислам слободно пишете вакви прашања, некогаш ќе ви пишам како коментар, некогаш ќе ви го одговорам ова вака, каде што ќе биде малку појасно. Сега, делот кој што мораме да го забележиме е дека дури да не се случи овој debt default, значи дури да не дојдеме до тој момент, битно е што порано значи сега пак ова како би се одразило на нас мора да видиме со оглед на фактот дека претходно во 2011 година не бил толку многу застапен криптосекторот, значи мораме да видиме како тоа ќе се одрази на нас. Значи ова ви е уште и поголемо од колапс на банките. Односно, колабирање на најголемата економија, традиционална економија, може многу позитивно се одрази на криптосекторот, но дали ќе се одрази мораме да видиме затоа што никогаш не се случило. Значи мора да забележиме дека Америка никогаш не прогласила debt default. Значи никогаш не е дошла до таква ситуација, може би дошла близко, но не прогласила. Така да кој да кажува како ќе биде и што ќе се случи, може само да шпекулира. Затоа и Джейми Даймонд, може би сте слушале, може би не, моментално, значи колку повеќе се приближуваме до јуни, секој ден со неговите соодветни директори на бранши и останати играчи во банкарскиот сектор имаат постојани состаноци на дневно ниво, за да се процени ризикот како се повеќе се приближуваме до овој debt ceiling. Како да се постават на пазарот со оглед на фактот дека ова на вистина ќе ги погоди нив, затоа што они се американската економија, се разбираме. Сега, каде се движиме во целата оваа насока? Значи, они што си играат таму, помеѓу нив по републиканци и демократи, тоа нивни проблем. Мене не ме интересира, не навлегувам во тоа, кој што барал нивни проблем. Ние се фокусираме на економскиот дел од целата оваа ситуација. А каде е тоа? Дека колку повеќе се приближуваме до потенцијален колапс, ако се сеќавате претходното видео ви го покажав тоа, во 2011 година дошло до само неколку дена пред потенцијален дефолт. Дошло до 20% колапс на Nasdaq и на S&P 500. Значи, ако тоа се случи, тоа може да се одрази на криптосекторот, останало да видиме како. Сега, ова е специфично за самата економија на Америка. Што значи дека може да се одрази на нас, како што се одрази FTX и ако се сеќавате колапсот на банките. Значи, кога FTX колабираше, директно се одрази само на криптосекторот, S&P 500 и Nasdaq продолжија нагоре. Но кога се случи обратната ситуација, во која што имате традиционални институции каде што банките почнаа да колабираат, зборувам за Silvergate, зборувам за SVB и слично, значи криптосекторот почна да се движи нагоре, но S&P 500 и Nasdaq почна да паѓа. Сега во оваа ситуација повторно имаме колабирање на најголемата економија во традиционалниот свет. Каде што би било логично, значи ова е повторно сега, не можам јас само шпекулирам, би било логично Nasdaq и S&P 500 да бидат погодени, затоа што јас, ако држам S&P 500 и Nasdaq, јас директно држам дел во американската економија, која што моментално се приближува до потенцијален дефолт. Што значи дека јас ризикувам да и понатаму финансирам во ваквата економија. И голема е веројатноста дека голем дел од овие инвеститори барем за момент ќе си ги повлечат своите средства во вакви индекси, затоа што Америка е пред момент на колапс. А ако колабираме, ќе уште пострадна ситуација која што никој не може да предвиди како ќе се движи. Но логично би било, ако колабираа банки, Nasdaq и S&P 500 пропаѓаат затоа што тоа е истата економија, а биткоин пумпаше затоа што тоа не е иста економија, значи тука е тој момент каде што имаме декаплинг, логично би било дека и кога ќе пропадне Америка или кога ќе дојде до ред да се пропаѓава за Америка, голема веројатност е дека криптосекторот ќе се движи нагоре. Затоа што ако вие треба да излезете од оваа економија, без разлика дали држите долари, акции, што и да држите, обврзници, што и да држите. Значи логично би било да барате некои други средства, без разлика дали е тоа злато, биткоин, друга држава, која што моментално не е директно погодена. И поради оваа причина јас верувам дека логично би било, пак ќе кажам, кога пропаѓаа банките, биткоин одеше нагоре. Кога пропаѓа Америка, логично би било биткоин да продолжи да се движи нагоре. Но останува да видиме. Не заборавајте, има само 11 денови. Колку поблиско се движиме до оваа ситуација, а не постигна договор овие сенилниве, гериатрија, толку поблиско се движиме до потенцијален пат прво на Nasdaq и S&P 500 и нормално останатите Joe Jones и слично,
А нормално, со тоа ќе видиме како се тоа ќе се одвива на биткоин. Значи ние ќе направиме анализа моментално и на Nasdaq и на S&P 500, затоа што изгледа се понашаат како да ова не се случува. Значи тоа е многу интересна работа. Значи зошто велам, оваа година генерално гледаме некои работи кои што досега во економијата никогаш не биле видени. Значи ние имаме тешка криза во Америка во која што имаме огромна инфлација, а невработеноста никога да падне. Значи невработеноста е на рекордно ниво. Во истата ситуација имаме потенцијален колапс на економската на американската економија со тоа што Америка ќе прогласи дефолт, а S&P 500 и Nasdaq се во следен бул. Значи тоа се некои работи кои што се нелогични една на друга. Значи очигледно стравот на пазарот не се движи како што треба, но нели ќе видиме како се тоа ќе одигра, затоа што пак ќе кажам, ова се работи кои што досега не се случиле вака. Логично би било моментално стравот да биде поголем на пазарот и S&P 500 и Nasdaq да бидат надолу, но останува да видиме. Да не забораваме дека освен овој проблем кој што го има Мурика моментално, има уште еден. А тоа е дека банкарскиот колапс ни облиску не е завршен. Дополнително не заборавајте дека ваквиот debt ceiling нормално ќе се одрази и на банкарскиот сектор, како што се одразува и на нели хартиите од вредност. Каде што да не забораваме дека се уште пак Вест е на месечно ниво 48, на 6 месечно ниво 77% под вода неговите акции. Каде што и останатите еве чисто ќе ги разгледаме. Иако во последните неколку дена имаме зголемување, еве. На 5 дена имаме 18-19%, но на месец дена имаме минус 16, што е многу повеќе. На 6 месеци има 46. Така. Сега, ќе ги погледнеме на брзинка за да видиме дека овие банки, значи овие не поминала кризата, се разбираме, ова не е завршено. Ова допрва ќе почне. Значи на еден месец имаме 65% минус на хартиите од вредност на Home Street Inc, што и да е Incorporated. 75,7 на 6 месеци. Значи гледате, ова не е завршено. Ова допрва ќе се одрази. Значи да бидеме реални. Ваквиот потенцијален колапс на Америка уште толку ќе се одрази на банкарскиот сектор, затоа што ако вие не можете да верувате на Америка, најмалку може да верувате на незиниот фрактуриран банкарски сектор. Значи на месец, ево, на Metropolitan Bank Holding Corporation, на месец дена е 30% помала хартијата од вредност, а на 6 месеци 62. И на една година, добро, малку повеќе, но како и да е, нели? Штетата е направена. Тоа е поентата. Еве и овдека на месец дена 18, на 6 месеци 46. Значи, ова за крипто е многу, а замислете за банка колку е ова, се разбираме? Оние кои што се во крипто име као уреду 50% ќе порасне па. Ама кај кај банките ова е ненормално, се разбираме, ова значи одлив на и депозитари и кредитари, се разбираме? Значи на еден месец 13, на 6 месеци 48. И тоа ова се само најслабите. Значи не одиме сега. Ја затоа и ги ставив ако се ќавате нови шит кои што се уште може да го најдете на криптовалути Македонија и може да ги следите овие банки да видите што се случува моментално со нив. Така да, првиот проблем име debt default. Вториот проблем име банкарскиот сектор кој што ниту од блиску не е завршена кризата. Значи они до сега веќе имаат повеќе банки колабирано од 2008-2009. А многу од стручњаците кажуваат дека банкарската криза допрва ќе почне да направи колапс кај банките. Но како и да е, останува да видиме, нели? Ова не можам да кажам сигурно затоа што јас навистина не го следам толку многу традиционалниот пазар, колку што моментов го следам затоа што ни е битно за крипто пазар, затоа што ни е битно во она што се случува моментално на крипто сектор. Сега, следна битна работа која што исто така мораме да земеме во предвид, која што е за некои 20 на дена од сега, 20 и нешто, на 13-14 јуни ќе се одржи следниот состанок на Федералната резерва. Сега, debt defaultот ќе биде многу поврзан со она што моментално ќе биде одлука на Федералната резерва на 13-14 јуни. Зошто го велам ова? Потенцијален пад, значи затоа што они се задолжени и за генералната економија, се разбираме. Значи debt default верувам затоа што никој не може да знае со сигурност затоа што никогаш не се случил. Што се економски појави кои што можеме само да спекулираме. Како ќе се одрази во реалноста, можеме да знаеме само кога ќе се случи. Не се случило, можеме само да спекулираме. Ајде да спекулираме. Значи нормално би било, ако вие не можете да верувате на Америка, да го врати со целиот долг, да не верувате ни на американски банки, ни на американски компании, ни на исто што е американско, така. Што јас не верувам одамна, но се уште има луѓе кои што веруваат. Јас и понатаму тргувам во евро, понатаму држам крипто, значи ништо немам со долар, ни па некогаш ќе има. Како и да е. Поентата што е? Значи во оваа ситуација мораме да разбереме дека потенцијален пат поради неодлучноста на американците во оваа ситуација да се договарат помеѓу себе како ќе се краде година, значи они моментално се договараат како ќе се краде, колку ќе се краде. Тоа е уствари целиот момент. Сега,
Кога ќе се договорат колку ќе се краде. Ако премногу време им треба да се договорат, автоматски очекуваме да се случи истото што се случило во 2011 година и да имаме и пад на хартиите од вредност, и пад на акциите на банките, и пад на се што представува американска економија. Автоматски, овде како имаме голем пад, автоматски S&P 500 и Nasdaq имаат пад, американските компании како Apple, Tesla и се што е моментално на американска на територија ќе има пад, што значи дека дополнително ќе отежнат работата на Федералната резерва која што се обидува да се справи со уште еден проблем кој што моментално го имаат во Америка, а тоа е инфлација, и на тој начин ќе ја отежне работата затоа што економијата ќе биде во негатива, ќе тргне уште надолу, така. А нормално, значи, работата на Федералната резерва не е само да одржува стабилна инфлација, истото е да одржува и стабилна невработеност. Лоша економија, која што моментално е погодена од ваквата неодлучност на политичарите, автоматски доведува до што? До невработеност. Ако имаме невработеност, тоа е втората појава која што треба да ја регулира Федералната резерва. Значи нема толку да се секира за економијата, колку што ќе се секира за невработеноста која што е директно неизина обврска. Моментално невработеноста, не знам како, значи ова е очигледно нешто лажно, јас не можам да разберам. Значи не може покрај сите овие нестабилности во Америка да ми кажете дека невработеноста и понатаму се намалува. Значи невработеноста никако да почне да се зголемува. Сега, добра, ајде да речеме дека и ова е точно, ќе им попуштам денес, кај. Значи покрај толку главоболки што има, јас ќе им попуштам, не е проблем. Значи 3,4% е рекордно ниво што не сме го виделе, значи години наназад. Значи зборуваме декади, не само години наназад. Каде што вие невработеноста преку ноќ ќе порасте доколку имате ваков тип на потенцијален колапс на дефолт на Америка. Затоа што луѓето за да се заштитат себе си своите компании ќе пресечат се што е плюс, односно вработени, оддели, се што не им е потребно ќе пресечат до гола коска само за да им опстане бизнисот и оно што го имаат моментално во Америка. Затоа што не знаат како ќе се одвива економијата едноставно. Така. Во исто време, инфлацијата за жал не се движи толку колку што они очекуваа, односно очигледно не се движи толку брзо колку што они сакаат. Значи гледаме дека последниот месец имаме само 0,1, иако пред тоа имавме пад од цел 1%, од 6 на 5% за CPI инфлацијата, додека кор инфлацијата гледаме дека стагнира, значи 5,6 и 5,5 веќе имаме 4 последователни месеци, каде што се уште не паѓа надолу, а нивната мета е 2%, очигледно имаме ситуација во која што инфлацијата станува се по како да кажам, значи они дури имаат и посебен термин за ова, значи укотвена едноставно инфлација, за жал не знам како би бил македонскиот entrenched, буквално во ров укотвена да речем инфлација, која што во оваа ситуација доколку сега моментално престанат со ваквиот quantitative tightening, автоматски ќе имаме повторување на ситуацијата од 1970-тите години, каде што значи имавме, сега ќе го покажеме тоа, значи нив им е страв дека доколку дојде ситуација во која што ја испуштат моментално оваа ситуација, каде што имаат шанса да намалат инфлацијата до оваа мета од негде околу 2%, ќе им се случи она што се случило во 1970 и 80 година, каде што имаме, значи, поради таквото пребрзо запирање со quantitative tightening и намалување на каматните ставки кои што моментално се 5,25%, имаме втор уште повисок врв на инфлација кој што достигнал неверојатни 15%, така да тоа не сака да им се случи и затоа моментално Федералната резерва гледаме дека се повеќе и повеќе дури се стреми повторно да има, верувале или не, уште еден рейт хајк. Значи, можеме тоа да го погледнеме овде. Значи, од моменталната ситуација што ја гледаме, очигледно поголемиот дел луѓето веќе почнува да се менува. Пред тоа беше 90% дека нема да има и дека ќе остане на 5,25. Моментално веќе 35,6, значи се зголемила сосема во овие неколку денови кои што поминаа, страната на тоа дека ќе имаме уште еден 0,25 рейт хајк. Со тоа што и самиот Джером Пауел каже дека ќе ги следат сите случувања со цел да одлучат што ќе се прави понатаму со ваквата економија и дали понатаму ќе се продолжи со рейт хајкс. Но, дали гледате колку опасности моментално има американска економија? Тоа е битниот дел кој што мора да го разбереме. Имате потенцијален дефолт кој што ќе се случи за само неколку дена. Имате инфлација која што е висока и може да продолжи и понатаму. Во исто време имате Федерална резерва која што не ја гади за ништо освен да ја намали оваа инфлација, каде што банките и овој колапс на банките е директно предизвикан од ваквите рейт хајкови. Што значи дека во Америка моментално имате една огромна нестабилност која што е маскирана од тоа не се секирајте, ние знаеме што правиме. А очигледно од
од оваа слика немаат појма што прават. Значи, они се 31,3 трилиони во минус. Значи, ова не е јас знам што правам. Ова е јас немам појма што правам, но дајте ми понатаму да продолжам да го правам истото, се разбираме? Со тоа што да не заборавиме претходното видео, дека интересот на годишно ниво на овој долг е веќе околу 1 трилион, а нормалниот буџет на Америка е негде околу 6 трилиона. Што значи дека 1/6 од буџетот на Америка секоја година оди само за да се плати интересот, значи да се плати ова што моментално го гледам овдека, оној плюс, значи ако вие сте ми дали 1 милион, треба да вратам 1 милион и 30.000, оние 30.000 се уствари интересот кој што кога се враќа овој долг, значи само интересот, само овие 30.000 кои што треба да бидат вратени на луѓето, за да можам да позаимам повторно, се разбираме? Значи ваквата економија е неодржлива е дури благ збор е неодржлива, се разбираме? Ваквата економија е катастрофална. Значи ако ова е компанија, замислете дека ова е компанија, да речеме дека моментално ова е Apple, кој што има 31,3 трилиони во минус од позајмици, така, што би рекле вие за оваа компанија? Значи, ако оваа компанија веќе рече да ја нема, че бегај подалеку, не сакам ни да слушам за компанијава. Но за тоа што е Америка, се прогледува низ прсти, се разбираме? Значи, прашање на време кога се тоа ќе колабира. А имате еден куп работи кои што моментално се закануваат на целата оваа економија. Затоа, јас не можам да разберам ни по точка разно како моментално они размислуваат и понатаму да додадат уште еден рейт хајк од 0,25%. Значи, да се разбереме. Како криптоинвеститори, колапс на Америка нас ни одговара на долг рок, се разбираме? Затоа што колапс на традиционална економија, на традиционални финансии е моментот кој што целиот криптосектор го чека, се разбираме? Значи, криптосекторот е паралелен систем кој што постои да ги превземе финансиите кога традиционалниот систем кој што моментално го гледаме корумпиран и поседуван од 5 луѓе во светот ќе колабира, се разбираме? Значи очигледно е дека ваквиот колапс нас ни е потребен. Но кога ги се случува станува да видиме затоа што гледаме дека они буквално ставаат фластер и продолжуваат понатаму. Значи ова ставање фластер ги довело до овие 31 трилион во минус, се разбираме? Значи ова е тоа ставање фластер. Со тоа што веќе, значи за тоа и се вративме на оваа слика. И големите економии кои што верувале дека Америка е способна да ги врати своите долгови, престанале да веруваат. Моментално гледаме дека најголемата економија во светот, која што очигледно ја превзела, значи Америка постепено, веќе не верува во опцијата дека Америка може да си ги врати своите долгови. Значи, затоа гледаме дека сите овие заедно фактори водат кон една многу црна слика за Америка, која што не ви ја кажуваат на вестите. Но ова се нивни податоци, јас само ви ги сумирам, се разбираме? Че ова е само сумирање на се што моментално се случува. И да не заборавиме, уште многу битна работа. Ова е нешто што вас не ви го кажуваат моментално. Но, моментално се одвива една од најголемите кризи кои што некогаш ги имало во Америка, каде што илјадници, значи околу 18.000 мигранти на дневно ниво влегуваат во Америка. Сега, зошто е ова битно? Значи, многу пати гледано од аспект на економија, гледаме да ги заборавиме овие политички и воени конфликти. Не може. Тоа е еден цел механизам кој што функционира заедно. Зошто го велам ова? Значи, погледнете, има еден куп видеа моментално од оно што се случува, како и да е. Значи, идејата што треба да се нема да навлегувам да ви потек, значи, стварно ги има овие, многу едноставно да се најдат. Ова е груба проценка на 18.000 мигранти. Многу повеќе се. Оние конвои, ако сте ги виделе на вестите, на Гватемала, Мексико, не знам, Венецуела, луѓе кои што се дојдени во Мексико за да влезат во Америка, моментално влегуваат. Поради тоа што Бајден им дозволува, не знам зашто имаат некоја внатрешна политика, имаат некоја причина за тоа, нивни проблеми не ме интересира. Доаѓа до тој голем степен на криза, каде што градоначалникот на Њујорк предлага најголемиот парк во светот, Њујорк, нели, Централ парк, да биде претворен во мигрантски камп. Се надевам ке се случи тоа. Јас стварно се надевам. Јас се надевам дека ќе им се случи Тетово и Гостивар во 2001-2000 година. Само да видат како е, се разбираме. И се враќаме на онаа ситуација каде што јас кажам дека многу од луѓето во светот мислат дека арапите или комунистите или Кина ќе ја уништи Америка. Не. Јужна Америка и Централна Америка ќе ја уништи Америка. Се разбираме? Затоа што вие не можете да ги уништите сите држави јужно од вас, почнувајќи од Мексико, па завршувајќи со Аргентина и Чиле, и да ги натерате да бидат во должинско робство со вас, а да очекувате дека така ќе го остават.
Значи, моментално, кој бил, јас ќе ви кажам, јас сум работел во Мајами, сум работел и во Флорида, сум и во цела Флорида зборувам, исто како што сум работел и на другата страна во Калифорнија, Лос Анџелес, Сан Франциско и останатите. Каде што испаеш на улица и разговараш шпански со луѓето. Нема англиски, завршена работа. Јужниот дел од Америка не представува Америка. Јужниот дел од Америка представува Мексико. Представува се осен Америка, се разбираме. Влезете таму у продавница у Лос Анџелес или у Мајами и пробајте да купите нешто на англиски, па кажете ми како сте помирале. Ама не зборам о моденскиот дел Мајами Бич. Зборам, испаднете од вашиот круз терминал, прошетајте у најблискиот блок и видите на кој јазик ќе ви се обратат, само толку. Ова е дополнителна криза која што исто така ќе се одрази на сето ова, се разбираме? Значи политичките кризи не се изолирани. Истите делуваат директно на економските. Така да тоа е уште една работа која што не ви ја кажуваат, моментално се случува. Така да сите овие работи моментално се случуваат и проблемот е што колку и да се обидуваме да ги сумираме, да видиме што би се случило, е многу тешко. Затоа што се испреплетени една со друга и не знаете како ќе успеат самите актери во оваа ситуација кои што реагираат, да реагираат на истите. Сега, битниот дел кој што треба да го извлечеме од целата оваа ситуација е самиот индекс на DXY, кој што моментално има памп, верувале или не, значи има памп. Гледано на месечен аспект, значи овој памп е сосема нормален. Зошто? Затоа што гледаме дека имаме огромна корекција од почетокот на bear маркетот за DXY и очигледно почетокот на bull маркетот за биткоин, каде што гледаме дека од RSI од голема вредност од 80 се симна на практично 50. Значи 30 поени на месечно ниво, знаете сами дека е огромна вредност. И нормално е да добиеме корекција, која што моментално ја гледаме во заоблување на индексите. Првенствено VWAP, кој што веќе е во нагорна линија, потоа гледаме дека и постепено овој пат кој што го имаме на индикаторот за money flow се заоблува и почнува да се движи нагоре. Што RSI е исклучиво низок, значи моментално зборуваме за вредност од 3, кој што претходен пат кога бил на толку ниска вредност, сме биле во претходното дно на bear маркетот во 2020 година, каде што ние практично имавме bull маркетот во биткоин. Така, че овдека ќе го додадеме биткоин чисто да имаме аналогија за тоа што се случува моментално. Сега, дополнително оно што мораме да го забележиме е дека, како што кажавме постојано, се ногаме на зона која што претходно представува врв во два наврата, значи и во 2016-17 година и во 2020 година, каде што практично е обратна ситуација, каде што имаме bear маркет за биткоин. Односно ова е почетокот на bull маркетите и во 2017 и во 2021 година. Така, можеме да видиме дека се обратно. Така да ова е многу силен момент каде што практично овие два врва моментално представуваат отпор. Дополнително ако се вратиме на неделно ниво, значи јас верувам дека падот ќе продолжи со оглед на фактот дека сме влезени во bull маркет на биткоин, а bear маркет на DXY. Ако се сеќавате во претходната анализа, ние го направивме овој триаголник кој што моментално е оформен од ова практично М формација овдека, каде што овие две да речам два пада ни формираат тренд линија која што моментално испочитува на еднаш, моментално втор пат ќе дојдеме да допреме. Ако се сеќавате последниот пат кажавме дека ова дупло дно и ова триаголник формација ни покажува дека е голема веројатност дека ќе се приближиме горе до горната граница. Значи кажеме дека на вистина има простор затоа што и овдека ги проверивме индикаторите беа многу ниски. Значи на почетокот на овој тренд ние бевме на 36 поени на RSI, на 8, односно 9 поени на 100 RSI, кој што е екстремно препродаден. Имате VWAP кој што само што во тој момент излезе над нулата и гледаме дека имаме прилив на пари во доларот. Зошто? Една од причините е понатамошното пумпање на rate hikes, се разбираме. Значи Федералната резерва и понатаму продолжува со rate hikes, очигледно дека луѓето очекуваат дека ќе имаме и понатаму памп на доларот, значи ќе имаме барем корекција. Истото можеме да видиме MACD, кој што моментално има прекршување на базичната и сигналната линија, истиот се придвижува нагоре. Што значи дека голема е веројатноста дека ќе се придвижи нагоре барем до оваа тренд линија која што моментално гледаме дека е застапена од овие две и од оваа овде корекција која што добивме пред да почнеме да се движиме надолу и да го формираме ова дупло дно. Она што мораме да го забележиме исто така е дека гледано од целата оваа корекција, значи овде до дупло дно кое што го имаме, гледаме дека враќањето до самата линија моментално ќе кореспондира со 61,8% од Фибоначи корекцијата, која што е Golden Ratio и гледаме дека истото и се приближило. Гледате дека овдека стасало до тој сегмент, ова моментално не ни е потребно, можеме да избришиме, но исто така имаме и тренд линија која што е уште многу одамна воспоставена.
Значи истата е во бул маркетот 2016 година декември, која што моментално гледаме дека истата била неколку пати ретестирана во една и во друга насока, што исто така кореспондира многу блиско до ова ниво. Така да, моментот кога сме приближиле, гледате и сами, до овој момент овде, значи во текот на оваа недела, кога сме се приближиле до ова ниво, луѓето почнале да продаваат. Логично е затоа што очекуваат, гледате, значи оваа линија досега многу пати представувала и поддршка и отпор. Сега, од каде доаѓа ова? Затоа што знаете и сами дека ваков тип на нивоа, кои што се годишни, кои што се нели долги години воспоставени на пазарот, најчесто се показатели на луѓето дека треба да продаат. И гледаме дека тоа се случило. Во моментот кога се приближиле блиску до ова ниво, доаѓаме до корекција надолу. Значи се наоѓаме блиску до 61,8 кое што е golden ratio, односно најчесто ова се моментите на FIB корекциите каде што имаме придвижување во обратна насока. Нормално, ако погледнеме тоа на дневен аспект, можеме да видиме дека има логика. Односно, RSI се придвижи доста високо, значи дојде до 64, 65. Сток RSI е одамна веќе oversold, значи препродаден на 97. Исто така и MACD гледаме дека постепено почнува да се заоблува. Очигледно оваа корекција може да продолжи уште малку понатаму, нормално, во нагорна насока, но гледаме дека веќе почнува да снемува едноставно интерес. Зошто го велам ова? Затоа што најчесто знаете и сами дека корекциите се најавуваат на помалите временски интервали, за истите да почнат подоцна да се појавуваат на поголемите временски интервали. Односно, многу повеќе време ќе треба на неделно ниво да се заловат овие индикатори, затоа е многу побитно да го следиме дневниот чарт, за да видиме кога ќе почне оваа корекција надолу. А гледаме дека моментално само што не допрела RSI до препродадено, тоест прекупено, негде околу 70, и сток RSI рековме дека е веќе висока. VWAP веќе се заобрил. Гледаме дека имаме дури одлив на капитал, затоа што гледаме дека се повеќе и подлабоко влегува надолу money flow. Така да, единствено што треба да почекаме е да видиме заоблување на MACD и нормално конечно коригирање на сток RSI надолу. Но гледаме дека тоа е веќе посебно. Со тоа што моментот е дека се наоѓаме во ова поле, кое што рековме дека претходно е врв, и моментално го ретестираме на горната граница повторно. Значи само што успеаваме да пробиеме над него и моментално го ретестираме. Ваквиот пат на DXY понатаму ќе можеме да заклучиме дека конечно продолжил во своето движење на bear market, кога конечно ќе го пробие ова дупло дно. Односно долната граница на овој триангул кој што гледаме дека се уште се движи. А знаете и сами дека поголемиот дел од триаголниците најчесто пробиваат на околу 70% кога ќе бидат исполнети од ваквото движење. 70% би било негде во овој дел, да речем моментално од мај до средината на јуни. Така да ова нема да биде преку ноќ, ова е нешто што моментално го следиме и ќе видиме како ќе се одвива понатаму. Сега, она што ме збунува во оваа ситуација е тоа што во исто време кога имате толку високо движење на DXY што треба да биде обратно пропорционален на S&P 500 и Nasdaq, вие имате движење нагоре на S&P 500 и Nasdaq. Исто така, да не заборавиме дека моментално ќе го пробивме претходниот хај, тоа е уште една позитивна работа, затоа што ако се сеќавате, значи се уште додека имаме дно, врв, повисоко дно, повисок врв, се значи дека сме во нагорен тренд. Тоа значи дека нагорниот тренд и понатаму продолжува. Очекував дека ќе имаме исполнување на овој триаголник, очигледно тоа не се случи. Дури ако се вратиме на неделно ниво, можеме уште појасно да видиме дека горната граница на триаголникот е каде моментално доби успешна поддршка ова движење, со тоа што моментално се обидува да се придвижи нагоре да го ретестира ова дно. Тоа е негде околу, ова е на S&P 500, 420,75. S&P 500, значи најдобрите 500 компании во Америка. Со тоа што ако погледнеме на неделно ниво, веќе сме oversold. Значи се наоѓаме доста високо и верувам дека е потенцијално време да се коригираме надолу. Истото можеме да го видиме и со традиционалните пазари, односно со VIX индикатор или со Fear and Greed, што е исто. Значи ние се наоѓаме во екстрим, значи ние се уште не сме во екстрим грид, но сме скоро па да стигнеме до страшниот дел во кој што може да се наоѓаме во ваква ситуација. Сега, исто така ќе го погледнеме и VIX индикаторот нормално, но само прво да ги погледнеме индикаторите на неделно ниво, каде што гледаме дека се уште имаме некое нагорно движење, но ова нагорно движење мислам дека преку ден ќе се сврти кога ќе се приближиме до потенцијално колабирање, односно оно што го кажуваат дека ќе имаме dead default. Значи колку подлабоко се движиме кон 1 јуни, а нема договор помеѓу овие две партии, верувам дека ќе дојдеме до онаа ситуација од 2011 година каде што ќе имаме голем пад. Посебно ова ќе биде забрзано поради ваквиот висок степен на грид,
поради ваквата висока изложеност моментално на индикаторите на неделно ниво, па дури и на дневно ниво, каде што гледаме дека се наоѓаме исклучиво високо. Значи, пак, има простор за движење, но се наоѓа скоро моментално 100 RSI е на 70. Што значи дека од овој момент нагоре се е веќе се прекупено. RSI се наоѓа на 62, што е доста високо, а гледаме дека MACD сите овие индикатори покажуваат нагоре движење. Но пак ќе кажам, овдека веќе мораме да се фокусираме и на фундаменталните вести кои што покажуваат дека моментално во скоро време нема да има позитивни вести од американската економија според оно што го гледаме, така да ваквиот раст мене ми е сосема нелогичен, не може да разберам. А гледате па сега моментално NASDAQ. NASDAQ има рекорден раст, значи успешно го пробил и претходниот хај кој што го имавме во овој канал. Значи, ќе се вратиме на неделно ниво за да видите што се случува овде. Значи NASDAQ има одличен раст. Гледайте го ова. Значи NASDAQ успеа да го пробие претходниот хај, што не успеа да го направи тоа S&P 500, и тоа гледайте колку голем раст има. Со тоа што да не забораваме дека моментално NASDAQ, значи скоро и на RSI ќе биде oversold на неделно ниво, 100 RSI се наоѓа на апсолутен 100. Со тоа што MACD повторно покажува нагорно движење на неделно ниво поради ваквиот памп. Јас искрено не знам поради што е ова. Гледаме дека и на дневно ниво се наоѓа истата ситуација, значи дневно ниво RSI е веќе oversold 72, 100 RSI е 100, MACD е екстремно висок, истото е со VWAP и со моментално Money Flow, но верувам дека ова е потенцијалното намалување на стравот, затоа што на некој начин се повеќе и повеќе се очекува дека конечно ќе имаме пивот, односно дека Федералната резерва ќе престане со нови rate hikes. Но ова може брзо да се смени ако имаме доаѓање блиску до потенцијален debt ceiling. Така да останува да видиме како се тоа ќе се одрази. Ова е многу нереално што се случува моментално и пак ќе кажам и индикаторите и ваквата потенцијална катастрофа која стои се заканува на Америка може веднаш да го доведе овој индекс многу надолу. Но останува да видиме како се тоа ќе се одвива. Посебно чудно е тоа што ова се случува во исто време кога, значи гледате го пампот. Значи пампот се случува паралелно со памп на DXY. Тоа најчесто не е ситуацијата, значи најчесто имаме обратна ситуација во која што DXY паѓа кога S&P 500 и NASDAQ се движат нагоре. Така да јас ќе го додадам овде чисто да видите како тоа изгледа. Значи овдека треба DXY индексот да го додадеме за да видите дека не знам како да кажам. Паралелно се движат нагоре. Тоа значи дека и во двете, значи за да се оствари ова, тоа значи дека имаме прилив на пари и во хартија од вредност и во самиот долар. Така да, нели, останува да видиме како тоа ќе заврши, но пак ќе кажам, време е за корекција дебело. Посебно со оглед на фактот дека VIX, како што кажеме веќе до сега, се наоѓа на многу ниска, скоро најниска во последниве, да речем, од 2021 година, па и дури 2020 година, значи немало толку ниска вредност. А колку пониска вредност има VIX, толку повисок е Fear and Greed индексот кон Greed. Со тоа што 21, значи самиот VIX индикатор, кога се наоѓа негде околу 21 е најстабилен. Се наоѓа на некоја неутрална вредност, со тоа што Extreme Fear е кога ќе пристигне негде околу 30. А во оваа ситуација гледаме дека е во сосема обратна насока. Што значи дека ретно е да добиеме корекција со оглед на фактот дека претходниот, значи овдека сега за да го додадеме ова да видите како изгледа, ние ќе го додадеме во оваа ситуација на пример NASDAQ ќе го додадеме NDQ со цел да видите како изгледа обратна пропорционалност во оваа ситуација. Значи кога сме дошле до Extreme Fear во оваа ситуација сме имале корекција. Гледате, Extreme Fear корекција нагоре, Extreme Fear корекција нагоре. Така. И обратно, кога сме дошле до Extreme Greed, тогаш веќе сме имале, значи тоа е на некој начин означување на врвот во 2021 година кога го имаме ова долго задржување на вредност негде околу 16. Тоа значи дека сме достигнале апсолутен врв во тој циклус. И моментално се наоѓаме на истиот тој момент, каде што сме достигнале практично иста вредност како врвот во 2021 година. Иако тоа се задржало, очигледно тоа може да се случи и овдека, значи одреден временски период тука да се задржи на истата вредност, но она ни покажува дека Fear and Greed индексот е обратно пропорционален на тој начин, нели остваруваме врв во одредена категорија. Сега тоа е само за традиционалните пазари. Додека кога ќе погледнеме за крипто, ќе имаме сосема друга ситуација каде што моментално имаме пат на крипто. За жал,
но тоа е на некој начин и позитивно, затоа што нас ни беше потребна оваа корекција. Бевме многу високо, ќе погледнеме сега моментално на биткоин. Така да гледам момент во кој што ќе имаме обратно придвижување, каде што ние имаме коригирање на Fear and Greed индексот на неутрално, па дури постепено навлегуваме во страф, за разлика од традиционалните пазари кои што моментално се обратно од нас. Сега, битна работа која што треба да забележиме моментално е дека во целиот овој хаос кој се случува моментално во Мурика, имате и Конгрес кој што се обидува да направи активна регулатива за стейблкоини. Јас го гледав ова беше сослушување на одредени сведоци за стейблкоините и што моментално се очекува од стейблкоините во однос на, нели, како да се направи соодветна регулатива и дали е тоа позитивно или не. Они практично овде ќе имаат опции од целосно банирање до регулатива и целосно легализирање. Сега, како се до тоа ќе заврши, останува да видиме, но битниот момент кој што треба да го забележиме од оваа вест е дека моментално Конгрес ја зема оваа одговорност од рацете на СЕК, а со тоа практично покажува дека СЕК не знае што прави. Значи, ова е уште еден битен дел кој што мораме да го забележиме, дека моментално СЕК очигледно не знае што прави, затоа Конгрес ја зема оваа задача во своји раце. И на самото сослушување видиме дека имаме екстремно гериатрија идиоти кои што немаат појма прво што е стейблкоин, они знаат банка и крај и не сакаат ни да слушнат, немаат тука што да разговараме. И имате екстремно позитивни ликови кои што навистина седнале си ја научиле својата лекција и им покажуваат на овие морони дека моментално не правење на регулатива нема да значи позитивно за Америка, туку ќе значи негативно. Зошто? Затоа ја земав оваа страна благодарение на Дарко Јошев, морам да му се заблагодарам за истата, каде што можеме, за жал, значи истата е од Atlantic Council, кој што уствари потекнува од НАТО, нели, но што да правиме, мора да користиме ресурси. Ни покажува, значи, статус на легални, значи, каде во светот се легални криптовалути. Гледаме дека имаме, значи, генерално, само за не знам зашто ми покажа ова, значи имаме доста регулативи кои што целосно легализирале криптовалутите. Нема да чекаат на Мурика, се разбираме. Значи, другите, иако се негде во средина, криптовалутите се користат, но гледаме дека имаме доста многу центри во светот кои што моментално се обидуваат да го преземат овој примат од Америка. Зборуваме за целосно легализирани. Со тоа што не знам зашто овдека не се ставени Саудиска Арабија, Дубај, Обединетите Емирати и слично, но како и да е, тие се исто така дел од државите кои што ги имаат целосно легализирано криптовалутите. Нека почекаат уште малку, значи само ќе си направат, како што кажав јас, целосна децентрализација, односно големите криптопроекти да пребегнат на друга страна во светот, така да они само нека си поиграат уште малку. Тоа нас многу не одговара. Иако може би моментално не одговара и дел поради фадот на пазарот е ова, што моментално овие се расправаат што е, како е и зошто и кој ќе биде надлежен и слично, тоа не го менува фактот дека на долг рок тоа е добро. Колку повеќе го задржува следниот бум, толку поголем ќе биде, се разбираме? Значи тоа е како стрела, која ќе го обтегнете лакот и колку повеќе го обтегнувате, толку поголем траст му давате, едноставно толку поголема сила за стрелата да полета, се разбираме? Зошто? Затоа што кога ќе дојде конечно тоа се случи, веќе нема да има бегање. А вие имате еден куп регулативи кои што моментално на вистина, нели, зборуваме во позитивна насока, не регулатива на бан. Сингапур е еден од најголемите хабови моментално, само ево, Сингапур моментално е еден од најголемите хабови во светот. Да не забораваме на арапите, да не забораваме на Европска унија моментално. Русија само што се нафати на биткоин майнинг. Значи Бразил исто така има се регулирано, со тоа што и банките им дозволено да работат со крипто. Значи имате огромни држави кои што моментално се нафаќаат на крипто. Слободно дека продолжат американците со нивните глупости. Останува да видиме кај ќе дојдат. Сега, моменталниот, да речам, стагнација на крипто секторот и пат не можеме да го препишеме на long liquidations. Значи нема никаков тип на long ликвидации кои што можеме да ги видиме во, нели, CoinGlass liquidation data. Значи во последните дена не сме имали некои големи ликвидации со исклучок на пред колку е таму, ама тоа веќе го разговараме на 8 мај. Како и да е, во последните денови немаме ликвидации на кои што можеме да го препишеме ваквото движење на биткоин. Но можеме да го препишеме првенствено на Fear and Greed индексот кој што беше доста висок. Значи пред само една недела беше на значи претходната месец Greed 63, така, на крајот на април. Сега кога ќе ги погледнеме индикаторите, можеме да погледнеме прво, значи на месечно ниво, ќе почнеме од самото месечно ниво, дека имаме солиден раст. Значи, пак ќе кажам, вие не заборавајте дека во целата оваа ситуација во почетокот на годината
ние имаме до сега, дори со овој пат 62% раст. До максималниот раст кој што го имаме 89% раст. Што значи дека ние на вистина сме направиле солидно движење нагоре. Ние имаме последователни 4 месеци позитивни, нормално е да имаме корекција. Не можем да разберем како луѓето очекуваат само се движиме нагоре. Во однос на алткоините не разговараме на овој видео, затоа што веќе објаснивме. Алткоините многу подоцна во бул маркетот ќе добијат соодветен свој памп. Затоа и ние купуваме алткоини, не купуваме биткоин. Затоа што биткоин самиот по себе е многу потешко предвидлив за разлика од алткоините. Кога знаете дека првенствено биткоин успеал да направи памп и сте утврдени дека направи памп, знаете дека следни се алткоините, значи нема поинаку. Сега, во однос индикаторите, значи моментално ние се придвижиме доста високо и на RSI и на сток RSI, но гледаме дека имаме уште многу голем потенцијал за движење нагоре. Само в VWAP имаме благо за облување. Се друго и понатаму ни покажува движење нагоре. На неделно ниво утврдивме сега. Една работа ќе ве замолам. Значи многу од луѓето понекогаш ми замеруваат за многуте индикатори, нивоа и слично. Ако сте ги поминале сите оние курсови кои што ние ги имаме, бесплатно нормално, сте ги погледнале сите овие видеа и знаете како да ги читате сите овие засебни индикатори, формации, нели, нивоа и слично, значи вас нема да ви биде проблем затоа што значи него знам дека многу полесно се следи чарт кој што има само не знам една линија или два индикатора. Но сватете го како симфонија од различни инструменти кои што ви покажуваат во оваа ситуација каде се наоѓаме. Но за да ги погледнете како се вклупуваат едни со други, не можете тоа да го направите на чарт со еден индикатор. Не можете. Значи, имате многу ситуации во кои што нивоата се преклопуваат едни со други. Формациите се преклопуваат со нивоата. Индикаторите се преклопуваат со претходните две. И тоа не можете да го направите ако вие гледате само еден индикатор. Така да се надевам дека ќе успеете да се навикнете на ваквиот тип на анализа, затоа што јас поинаку не сакам да ја правам, затоа што едноставно немам соодветна прегледност. Затоа и претходните формации како што е овој канал и овој заедно се двата заемни и се комплементарни еден на друг. Затоа што во исто време ни покажува и каде имавме овдека корекција од самиот нели канал и каде моментално можеме да очекуваме следен опор, но во исто време ни покажуваат и дека моментално правиме флаг формација, односно знаме формација. Така да затоа уште ќе ве замолам, значи не се фокусирајте на тоа дека е малку збунувачки, седнете, запрете, погледнете, никој не ве брза да мора да го гледате видеото директно и во нели нормална брзина, вратете, погледнете уште еднаш ако нешто не ви јасно се заборавеле, некој индикатор не ви јасен, погледнете го индикаторот, затоа го имаме во нашите техничка анализа основна и напредна, каде што може сите овие индикатори и формации да ги најдете и да се подсетите или ако не сте ги погледнали да ги погледнете за да ви биде појасно оно што го правиме и на тој начин ќе ви биде многу појасна оваа симфонија од индикатори и формации и нивоа. Сега, оно што мораме да го забележиме е дека на неделно ниво ние и понатаму бевме доста високи. Значи ние со RSI успеавме да стигнеме до 70, сток RSI до 100, што е многу слично на ова. Така, значи евелото. Значи 70 и 100. Истата ситуација ние моментално ја имаме во биткоин. Така да, поради оваа причина нормално е да добиеме корекција. Може би е жално тоа што дојдеме оваа корекција точно на една година пред халвингот, кога најчесто очекуваме дека ќе почнеме да се движиме само нагоре, нормално, но ништо не се движи само нагоре. Значи ние направивме 90% потек од јануари до сега, нормално е да имаме корекција и ќе имаме и понатаму корекции. Само што пак ќе кажам, овие корекции треба да бидат пресметани, треба да видиме каде се наоѓаме. Можеби не секогаш ќе успееме да го утврдиме дното. Ние овој пат мислиме дека овде ќе биде дното, очигледно не беше. Имаме подлабоко движење, затоа и на речем почетокот на следниот месец, ако и понатаму се движиме во оваа корекција, ќе купиме повторно. Затоа што моментално најбитниот дел е да купувате што можете повеќе на овие корекции. Пак, ова не е финансиски совет, останува вие да одлучите што понатаму ќе правите со вашите средства, но едноставно така најдобро функционира. Кога имате инвестицијска, да речем, визија во план, вие така треба да функционирате. Значи, овие корекции треба да користите со цел да доакумулирате, со цел да се опремите што повеќе за она што следува во 2024-2025, кога на вистина ќе имаме blow off top, затоа што веќе сме имале биткоин халвинг. Повторно, станува да видиме како се се изведе, затоа што не можеме да знаеме, можеби ќе има некој Black Swan евент, но тоа е идеологијата на нашата стратегија. Сега, битниот дел кој што треба да забележиме овдека е дека моментално имаме формација, флаг формација, која што дополнително комплементира на овие индикатори, дека и понатаму истата може да продолжи да се
да се коригира, со тоа што ако погледнеме кои се потенцијалните мети на оваа формација од нејзиниот врв, значи тоа е дршката на самото знаме и за тоа може да радите во техничка анализа, до неговиот врв, ова практично би било некаде од прилика она што го очекуваме на остварување на оваа формација, со тоа што ако се придвижиме на еден ден, многу појасно ќе ни дојде каде оваа формација завршува. Значи ова беше, гледајте каде точно завршува. Завршува на едно од претходните дна, односно овде ќе имавме дупло дно кое што беше скршено при претходниот апсолутен пад, а тоа е Тера-Луна колапсот. Значи ова е нивото кое што беше скршено со Тера-Луна колапсот, кое што моментално би ни било потенцијално мета доколку го завршиме оваа формација како формација за знаме, моментално кое што гледаме. И сега тоа е само проекција. Останува да видиме како ќе се движи. Ова дополнително треба да биде проследено и од фундаментални вести, треба да имаме позитивни вести на пазарот, не само од техничка анализа, што тоа ќе го погледнеме во моментот кога ќе правиме вести, со тоа што на дневно ниво гледаме дека е веќе време за нагорна корекција, со тоа што се најдовме на многу ниско ниво, значи самиот RSI беше на ниво од 37. 37 практично, последен пат кога сме биле толку ниско, било практично апсолутно до дно. Само момент. Не, ова беше уствари корекцијата која што имавме овде, ова првата корекција после апсолутно до дно, но сакам да кажам дека тоа ни алудира на таков тип на големо дно, кое што се уште не е постигнато, со оглед на фактот дека се уште не сме довеле зелена точка овде, но гледаме дека се приближуваме. Значи едноставно постепено се коригираат овие индикатори доволно за да можеме да се спремиме за следното движење нагоре, со тоа што пак ќе кажеме, неделно ниво се уште има потенцијал за придвижување, но како што кажав, првиот момент кога ќе почнеме да се огледуваме дека имаме момент за придвижување нагоре ќе биде на дневно ниво. Како што кажавме, секогаш доаѓа од помалите нивоа па нагоре. Со тоа што овдека, се извинувам, значи направено е локалното дно, затоа имавме практично придвижување на MACD најчесто до минус 60 вредност, која што најчесто и представува моментот каде што имаме придвижување нагоре. И дополнително стокаре се строгеше на апсолутен нула вредност, што значи дека тоа дополнително ни кажува дека е време за корекција нагоре. Сега колку време тоа ќе ни биде потребно, останува да видиме, со тоа што и нема нешто посебно позитивни вести за криптосекторот моментално, но пак ќе кажам, мора да забележите дека ова е досадна година. Тоа треба да биде јасно. Претходното видео кога зборуваме за алкори го кажавме, сега ќе го повторам, значи ова ќе биде досадна година. Ова ќе биде зигзаг година која што ако завршиме позитивно на крајот од истата ќе биде супер, но не мораме да го држиме тоа како правило. Значи може да се случи некој Black Swan event кој што може да не направи повторно корекција, но битниот дел е дека најчесто ова е најдобрата година за акумулација. Гледано од аспект на претходни бул циклуси, најчесто годината пред халвингот е моментот кога најчесто се случувала најголемата акумулација. Истото можеме да го видиме и во број на волети, што ќе го погледнеме малку подосна, но само сакам да кажам дека секогаш една година пред халвингот, гледано од аспект на претходни циклуси, значи ова се халвинците, така. Значи една година пред халвингот, како што може да видите и сами, гледано историски би било најдобар момент за акумулација. Значи една година пред халвингот. Гледајте го пампот, така, една година пред халвингот. Но гледате дека споредбено со овој blow of top кој што сме го добиле после халвингот, ние сме имале досадна година. Значи ова е досадна година, реално. Значи придвижувањето не е толку големо и потребни се месеци за ова минимално придвижување кое што е не споредливо со придвижувањето после самиот халвинг, така. Затоа и ќе напоменам уште еднаш, ваквите досадни години се одлични за едукација и за акумулација. И затоа можете исто да го видите и во вјусот на нашиот канал, кои што се многу намалени, затоа што луѓето губат интерес. Но тоа е проблемот. Тогаш е најдобар момент за акумулација, кога луѓето губат интерес. Како и да е, останува тоа да учите сами, значи ние не можеме да ви кажеме, но за нас досега тоа би било лекцијата. Сега, дополнително, значи не се само индикаторите кои што моментално ги гледаме, туку исто така гледаме дека имаме и соодветни нивоа кои што конечно ги допревме, а баравме да ги допреме. Сеќавате, ние зборуваме веќе еден месец назад дека е потребно да дојдеме до 200 неделната средна вредност, која што историски представува многу јако ниво на корекција. Гледате че ова црвена линија овдека, исто и овде, значи многу јако ниво на корекција во претходните bear маркети. Значи во сите овие претходни два, да речем званични bear маркети, значи цената се коригирала до 200 неделната средна вредност при тоа да почне да се движи во следниот bull маркет. Со тоа што овој пат прв пат успеавме да се коригираме под неа, но
корекција над неа и нејзин успешен ритест би значило конечно почнување на следен bull market. Истото значише и за bull market support бендот, кој што веќе го претворивме во поддршка, со тоа што сега моментално и bull market support bendот и 200 неделната средна вредност заедно со 50, значи од оваа последна корекција, 50 проценти Фибоначи, односно 0,5 Фибоначи левелот, ни представува многу солиден момент за коригирање на цената повторно нагоре, но очигледно тоа не рече дека се придвижи сега веднаш како федер, можеби тоа и ќе продолжи, се разбираме. Со оглед на фактот дека сега моментално се наоѓа во овој канал, каде што и претходно се наоѓаше поголемиот дел практично од овој bear market, што значи дека овој канал моментално изгледа како трендсетер на следниот bull market. Сега, тоа ни покажува дека имаме многу солидни нивоа под нас кои што ќе ја задржат цената потенцијално на ова ниво пред да пробаме повторно да го скршиме нивото на 30.000 и да продолжиме нагоре. Со оглед на фактот дека како што се сеќавате и претходно разговаравме, значи овој квадрат овдека моментално претходно ни представува солидна поддршка на цената за истиот моментално да биде ретестиран и неуспешно ретестиран, нормално ќе треба да го ретестираме повторно. Да не забораваме дека не само моментално тој квадрат, туку ова дополнително се соодветствува и со Гозискиот канал, каде што дојдовме до горната граница на Гозискиот канал, очигледно, пак ќе кажам, значи ова е психологија, многу од луѓето го користат истиот индикатор и гледаат дека се наоѓаме високо во Гозискиот канал, кој што логично би било да ни даде корекција, исто така и Болинџер бендот, очигледно можеме да видиме, која што моментално се враќа надоле повторно до оние индикатори кои што веќе исполнавме, но и до ова поле кое што ни е дел од Wyckoff акумулацијата за која што постојано разговараме. Која што моментално ни дава комплетирање на Wyckoff акумулацијата, сега моментално ќе го исклучам Гозискиот канал за да не буни, која што ни моментално дава комплетирање на Wyckoff акумулацијата за која што трубиме веќе месеци наназад, со тоа што дојде до ретест на горната практично зона, односно горната граница на ова поле на акумулација на Wyckoff акумулацијата и оваа формација, и ваквиот ретест моментално комбиниран со претходните индикатори, како што се 200 неделна средна вредност, ова ниво неделно на падот на Terra Luna, Bull Market Support бендот, значи сето ова се дополнителни позитивни нивоа кои што моментално ги ретестиравме, како што и долната граница на Bull Market на Болинџер бендот на дневно ниво. Значи сето ова се уствари индикатори кои што ни покажуваат дека имаме солиден момент на поддршка на цената околу 25.000 и 25.500 прилика, што би значило дека е солиден момент и за потенцијално продолжување на следната нога нагоре во овој момент. Сега, исто така можеме да видиме дека и ваквата корекција исто така се движи и до границата на овој канал во кој што ни се движи самиот биткоин веќе во целото негово постоење и до 50 неделната средна вредност. Че гледате колку многу индикатори моментално има под нас кои што би ни дале потенцијал за придвижување во следната нога нагоре во следниот дел од bull маркетот, но нормално ова не се движи од ден за ден. Значи потребно е време да имаме коригирање и на самите индикатори и на се што моментално следиме, со цел да можеме да се придвижиме повторно нагоре. Со оглед на фактот дека Fear Index не е ни во Fear, че се уште сме во неутрал, така. Сега, позитивни работи кои што мораме да ги забележиме во оваа ситуација, значи само да ги рефреширам, кои што ни се дополнителни индикатори кои што ги следиме, значи кои што мораме да ги забележиме постојано. Прво ни е сентиментот. Значи сентиментот, пак ќе кажам, ова не е позитивен сентимент, ова не е сентимент од типот идеме до 2 милиона, ова е сентимент од типот правиме регулатива. Сега, регулативата е добра работа. Иако моментално луѓето се многу исплашени, значи јас верувам дека дел од она што моментално немаме капитал на пазарот е поради тоа што луѓето чекаат да видат што ќе се случи. Проблемот со чекачите е тоа што кога веќе ќе се случи најчесто е касно. Односно додека се е легално и се тргнало нагоре, веќе поминал возот кај што сте можеле да купите на најдобра цена. Така да верувам дека ваквите чекачи и коментатори се оние кои што постојано зборуваат, значи сега моментално може да видите кои се главни теми. Значи holding, long term investing, waiting, wallet. Така, значи ова се најчесто моментите кои што се разговараат една година пред халвинг. Затоа што ако се вратиме на овој циклус, значи инвестинг се прави овде. Значи се прави пред да влеземе во bull market, после халвинг. Така, инвестинг се прави во оваа ситуација. Затоа гледаме дека и таквите теми моментално се популарни на самиот sentiment gauge. Така. Сега,
Ваквиот висок, пак ќе кажам, ова е поради регулатива, верувајте ми. Значи моментално многу се зборува за регулатива, иако можеби тоа не го следите на телевизија затоа што се победни турските серии. Тоа не го менја фактот дека не се зборува на институционално ниво. Значи на институционално ниво моментално се зборува за адаптација. Тоа да ви биде јасно. Зошто ви го велам ова? Еве прост пример. Сега моментално ќе ви покажам дека се случува позади затворени врати, но не за вас. Значи многу битна работа. Зошто? NASDAQ моментално, само да ги отворам овие вести. Тоа што вас не ви се кажува не значи дека не се случува, многу битна работа. NASDAQ во втората четвртина од 2023 година треба да направи крипто платформа. А во исто време се бркаат Kraken, се бркаат Bittrex, не знам таму чуда. Зошто никој не оди за NASDAQ? Значи зошто NASDAQ добил, значи он може да го има ова, готово, завршена работа. Они само моментално рачунаат кога да го отворат, се разбираме. Но NASDAQ е институционален играч. NASDAQ е најголемата електронска берза во светот. Кои се следни кои што добиле моментално? BNY Mellon. BNY Mellon представува една од најголемите банки, банкарска корпорација во Америка, која што директно нуди Digital Assets Custody платформ за ваков тип на крипто. Значи не зборуваме сега за нели CBDC слично, зборуваме за крипто. Значи крипто да биде продадено на кого? Значи NASDAQ и BNY Mellon нема да ви продаваат вас крипто. Ќе продаваат крипто на корпорации, ќе продаваат крипто на банки, ќе продаваат крипто на големи инвеститори, но не вас. Следни. BlackRock. BlackRock to offer crypto for institutional investors through Coinbase Prime. Го видов ова негде постирано на групата Криптовалути Македонија, па сакам да споделам со вас. Значи BlackRock моментално ќе користи Coinbase со цел за да прави over the counter сделки, каде што директно ќе продава на институции, ќе продава на држави, ќе продава на корпорации и на банки, не вас. Значи моментално се бркаат играчите кои што продаваат на кого? На обични смртници, затоа што поентата е прво богаташите да го купат, за да може они да ви го продават вас, се разбираме. Тоа моментално се случува во светот. И кој друг ако не Fidelity? Fidelity заедно со BlackRock и Vanguard се моментално топ 3 asset management во светот. Fidelity моментално исто како и BlackRock прави платформа за тргување и кастади на digital assets, на што на CBDC. CBDC не се ни готови. Че ова е за криптовалути, се разбираме. Затоа сакам да ви покажам. Не гледајте што ви кажуваат, гледајте што прават. Значи они моментално ви прават филмови како крипто е нелегално во но како на BlackRock, на NASDAQ, на Mellon и на Fidelity им е дозволено да имаат кастади за богати клиенти. Но проблем е што Bittrex не може да се регистрира со SEC. Како BlackRock и Fidelity се регистрираа со SEC. Како NASDAQ и Mellon се регистрираа со SEC. Значи дали ви е јасно каде се тоа ова? И затоа е многу смешно кога луѓето ми водат некои дебати од типот аре што е тоа? Па тоа е проблемот. Што таков тип на коментари, ние оставите ги оние да си го направат пазарот, после кога ќе ви го продаваат, ќе биде леле како не знаевме. Знаевме, проблемот што никој не сака да се заинтересира. И од тој момент овде што јас го кажувам тоа дека намалената заинтересираност додека се случува оваа масовна адаптација позади затворени врати е жална за секојдневните инвеститори, посебно кога станува збор за некои мали рипчиња како нас. Затоа што нас трошки од овој пазар ќе ни значат многу во наредните години, кога конечно ќе испаднат овие големи корпорации да веќе продале на големи играчи, а сега големите играчи вас ви продаваат по цена која што оние диригираат и диктираат. Така да, нели, ова е само да ви покажам која е таа дволична игра во Америка, каде што сите овие играчи се американци. Сите овие се големи корпорации во Америка кои што моментално се легални и можат кастади да даваат на богати инвеститори. Но тоа е тоа што ја ви кажам, тоа е за инвеститори, тоа не е за вас. Вие не може да купите од BlackRock затоа што вие не сте како што они го нарекуваат тоа registered qualified investor. Значи затоа што вие немате соодветна количина на пари, вие не можете да купите од Fidelity или од BlackRock. Само луѓе кои што имаат поголеми приходи од $250,000 годишно можат да бидат квалификувани како квалифицирани инвеститори и можат да купуваат акции од вредност и слично, на кои што не се дозволени на обичните смртници со напомена од SEC дека тоа е за наша заштита. Тоа доаѓа и кај нас. Така да вие почекајте уште малку па ќе видиме каде се тоа ќе во одведе. Повторно, не може да ви кажам што да купите, само да кажам како се тоа изгледа. И уште некои индикатори со оглед на фактот дека видеото е веќе 1,5 час. Значи тоа е моментот кога конечно ќе немам време, не можам да завршам со работи кои што не сум успеал да ви ги кажам. Значи моментално Rainbow Chart ни покажува дека се уште се наоѓаме во одлична категорија која што се нарекува Fire Sale. Значи секогаш кога се наоѓале волкот длабоко, било одличен момент за да купиме, односно како што кажавме овие акумулациони зони
кои што потоа ни даваат огромен профит. Значи, ова е моментот кога купувате и кога ќе дојдеме од 2024-2025 година, ќе ви кажеме како направите волку профит, па така, поради тоа што кога никој не сакаше да слуша за крипто секторот, луѓе седнале, се едуцирале, учеле, виделе, инвестирале. И сега нормално кога ќе стане препопуларен, проблемот е што тогаш е веќе премногу касно. Тогаш се наоѓаме во овој момент овде. Значи тоа е моментот кога луѓето почнуваат да купуваат, кога ние продаваме, така да имате од тоа предвид, да знаете каде се наоѓаме нормално. Исто така интересна работа од типот на sentiment trading, односно трейдање на емоции, можеме да видиме дека се уште се наоѓаме во оваа оптимистичка фаза каде што се уште не сме ни дошле, значи hope и оптимизам, моментално се наоѓаме буквално таму. Значи оптимизам и hope, моментално се наоѓаме на самата граница помеѓу овие две, што очигледно можеме да видиме дека е буквално ова досаден дел кој што досега го зборувавме. Значи ако го земете ова на биткоин, ова во секој момент би било истата оваа ситуација. Значи погледнете. Дури и полесно би било да го споредам ова, например, овој чарт со овој чарт. Значи погледнете. Овој дел е секогаш, се извинувам, овој дел, така, пред да имаме параболик движење, така. Значи ова е таа hope и оптимизам пред да добиеме параболик движење. Истата ситуација сме ја погледнали и овде, и овде, и овде. И после секој од овие ситуации сме добиле параболично движење, што уствари ќе не доведе до овој момент каде што се уште не сме го постигнале, затоа што се уште сме на некој начин на почеток на самиот bull market. Тоа е оно што мораме да го забележиме, со тоа што капитулацијата секогаш е постигната во истиот овој момент каде што и веќе е завршена. Значи дека ова е онаа досадна година. Повторно се потврдува истото. Битни моменти кои што мораме да ги забележиме е како моментално се одвива финансирањето во биткоин. Односно гледаме дека 0,1 биткоин се повеќе се зголемува. Значи немаме намалување, понатаму продолжува да се зголемува оваа портокалова линија, така. Со тоа што моментално сме на 4,3 милиони новчаници кои што поседуваат 0,1 биткоин. Многу битна работа која што достигнавме е тоа што конечно имаме 1 милион 1 биткоин новчаници. Што значи дека имаме над милион луѓе кои што поседуваат по 1 биткоин. Тоа е многу голема работа и ова е некоја бројка која што моментално ние постигнавме од, значи 100.000 новчаници имаме креирано од од дното кое што го направиме. Значи од самото дно до сега ние сме направиле 100.000 новчаници со 1 биткоин. 10 гледаме дека и овде ќе имаме благо растење и тоа е многу добро. Што значи дека и големите новчаници од 10 биткоини продолжуваат да акумулираат. И пред да завршиме ги имаме овие два, како и секогаш, со тоа што би сакал да напоменам, исто така ова е дадено како страна за користење од страна на Дарко Јошев, ви благодарам многу, нормално како и секогаш. Значи 4,2% е бројката на вкупно луѓе кои што инвестирале или некогаш држеле или се уште држат крипто во светот. 4,2. Значи имаме уште 95,8 за да дојдеме до вкупната сума од сите граѓани, жители на оваа планета. Така да, ние се наоѓаме на апсолутен минимум на луѓе кои што се заинтересирани или некогаш држеле или држат крипто во светот. Тоа треба да биде многу позитивно за вас, треба да ви кажа дека се наоѓаме на почеток на овој пазар кој што многу нуди, а се наоѓаме и пред масовна адаптација поради тоа што ќе имаме прво масовна регулатива. Можеби ќе биде потребен уште еден бул циклус, но верувајте ми, два бул циклуса со соодветно инвестирање во бер и владење на капитал во бул ќе ви го сменат животот комплетно. Можам да ви кажам од сопствено искуство, со тоа што мене овој ќе ми биде цел бул маркет, фул цел бул маркет кој што го следам, и на некој начин верувам дека ова ќе биде уште поголема промена за мојот живот, за да можам да остварам некои цели кои што јас ги сакам, а потоа да остварам некои цели за Македонија кои што јас планирам да ги направам, ако успеам да го направам ова што моментално го правам. Нормално. Со тоа што пак ќе напоменам, оваа бројка треба да ве радува, тоа значи дека се наоѓате во онаа рана група на инвеститори која што допрва ќе направи профит кога останатите ќе купат. Значи оние кои што се касно. И нормално, гледате и сами дека имаме уште една цела година до самиот халвинг, оно што постојано го кажуваме, ова е таа досадна година. Другите се многу интереси со оглед на фактот дека се или екстремно крвави, или екстремно позитивни. Ова е таа досадна година која што води кон бул маркетот, која што најчесто досега од претходните примери е позитивна. Не можеме да бидеме сигурни со оглед на фактот дека имало досега пример на пандемија која што направила ваквата година да биде негативна, но нели
останува да видиме како ќе се одрази. Како и секогаш, значи гледате, ние одвоивме 1 час и 33 минути за да го направиме ова видео за вас. Се што бараме од вас е лайк, share, subscribe. За жал, тоа е единствениот начин да му дадеме на YouTube алгоритмот да ја прошири оваа материја повеќе, со цел да научиме што може повеќе македонци за биткоин и за криптосекторот, пред тоа да биде касно, додека не ги научиле. Значи, гледате додека ние ве учиме за крипто и додека сами се учите за крипто. Проблемот е кога ќе почне BlackRock и Fidelity да ве учи за крипто. Се разбираме? Тогаш веќе е касно. Но како и да е, се уште е релативно рано, барем според мои проценки, нормално, може би сум грешка, затоа и напоменуваме дека вие треба да направите собствено истражување и треба да следите што повеќе канали кои што навистина имаат солидна материја, затоа сме направиле нормални видео каде што сме ви покажале кои се тие барем според нас канали кои што навистина знаат што зборуваат. Како и да е, значи најдобрата оценка за овој канал е вашиот позитивен збор, а нормално македонец на македонец може да му помогне само ако на овој начин или направи материја или пак ќе прошири истата. Гледате дека имаме доста доброволци кои што учествуваат во работата на тимот, како што е Христијан моментално, како што се Бобан Досев и Дарко Јошев, кои што постојано ни помагаат, исто и Иле Кочишки со нов материјал, нормално и многу други, но овие се најистакнати. Значи тоа е онаа заедница која што постојано работи со цел да се надградиме како една македонска заедница во следниот bull market. Така да само заедно можеме да направиме многу повеќе на овој пазар и затоа се надевам дека ќе ни пружите рака и ќе пробате да ја проширите оваа материја на што повеќе македонци со цел да помогнеме со оваа едукација. Благодарам како и секогаш, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гимиџи.